Господине Мујовик, вие сте херојот кој што спаси 70 на души од сигурна смрт во копната саботна вечер. Како започна се? Јас сум работен во Вардар Експрес, возач на автобус. Бевме на работно место, работна линија од Скопје према аеродром. Линијата беше од 10 до 7, тргнавме, али во бутел не вратија поради поплавените мостови, беа двата подвржнека поплавени. И требаше да идам за Арачиново и Сингили да соберам вработени. И мораме преку Боколниста бар нив да ги собереме. Тргнавме навака, се виде дека се спрема големо невреме, гужва се створи на автопатот, сите треленти беа полни. Под едниот мост кај Смилковско застана возила, па се придвижија понатака. Под вториот мост самиот кај Смилковско тука исто застана, пак се придвиживме и на ова место овдека застанав. Понатака не можеше да се иде, пошто најде голем бран на вода. Почна возилата да ги носи. Во тој момент ги отворив двете врати на автобусот и сите луѓе што беа во близина на автобусот и кои можеа да дојдат до автобусот, ги прибрав внатре. Да не претерам, али помеѓу 60-70 души беше автобусот полн. Тука застанавме, колку можеме помогнавме, пошто почна водата више возилата да ги носи од пат. И се гледа самото место дека е више банкината е срушена, возила идеа, луѓе, жени, деца, вриска, писка, тоа беше катастрофа. Мислам, немам зборови да го опишам. Човек не може да го опише дока не види со своји очи, дока не биде пристоен тука, али фала Богу, у несреќата и среќа што ние се погодиме тука, толку животи се спасија, можеше да биде и поголема катастрофа. После тоа дојде, кога престана више дождот, дојде полиција, луѓето, бајаги имаше луѓе до Сабајле, нема каде да идат, пошто бајаги имаше од Косово, од други градови, Куманово, Крива Паланка имаше луѓе, фамилиите ги има изгубено, имаше случај човек изгубил жена, дете, али фала Богу, после тоа слушаме дека ги нашле живи, али сестра му починала. 5 дена по несреќата, што е она на кое што најмногу ќе се сеќавате на таа саботна вечер? Што знам како да ви кажам, најтешко беше децата. Многу деца имаше, многу вриска, преплашени. Тоа е еден печаток кој ќе ме држи малце подолго време, сигурно. Можеше да биде и поголема трагедија, но е трагедија уопште. Поголема трагедија, пошто влегувавме, кога дојде луѓето до автобусот се држеа за банкини. Не можа, водата ги носеше. Застанаме на врата двајца и ги влечеме да се приберат. Деца држаа враце, такво нешто денаш, тоа се случи може за заврна, се гледаше водата идеше, али како да кажам, може едно 10 на 15 минути од денаш најде голем бран. И почна возилата више да се движат накај каналите доле више. И луѓето оставаа све и спашавај што може да спаси, животот си го спаси, живот му е повреден, него се тоа, се ќе се купи. Али људски живот не се купува. Хуманоста треба да е на прво место. Останатото се е небитно. Материјалното се купува, се добива, али људските животи не се купуваат, сигурно.